Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со доктор Димитар Калчовски, гинеколог и акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, фотографот Горан Атанасовски и коуч Ана Трпеска. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште од рано изутрина, така ќе биде и сега, кога на Трпеза обединуваме различни профили и имаме интересни разговори. Ова утро сме заедно со мојата колешка Бисера домакинки. Добро утро, Бисера, и официјално пред камерите. Така, Александра, ние се видовме во студиово, но официјално пред гледачите и пред нашите гости. Добро утро до тебе, добро утро и до сите вас кои утринава се разбудивте заедно со Александра, со нашите теми кои ги подготвивме за вас овој петок и уживате во нашата утринска емисија се до 11 часот. И да ги поздравиме Александра и гостите. Така е, како што е ред да си ги поздравиме уште еднашка во студиото, веднашка до мене доктор Димитар Калчовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ни дојдов. На средина ни Ана Трпевска за прв пат во Здраво Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Се надевам не и послед. Веруваме. И на крајот од ова убаво друштво Горан Атанасовски. Анастасовски. Да. Добро утро и добре ни дојдовте. Извинете за грешката во презимето. Добро утро, благодарам на поканата. Да започнеме со вас, бидејќи сте крал на фотографијата. Колку ова придавка и епитет ви дава емоција за да бидете подобар во професијата која што ја работите години наназад? Па не само во оваа професија, во било која професија која наречат крал на тоа што го работите, секако дека е врвот. Поготово од не било кој, туку од најголемите медиуми во светот, тоа е врвот во професијата. Не само за мене, туку и за сите фотографи, а богами и за сите други професии. Така. Работите во македонски услови, на македонско тло, а фотографиите се светски. Ве прикажаа на речиси сите светски медиуми. Во Македонија можеби се уште не ве познаваат оние кои што не се бават со фотографијата професионално, но споделете ми како успеавте да стигнете до светот? Многу лесно, од една страна многу лесно, од друга страна многу тешко. Тешкото е тоа да се направи врвна светска фотографија. Лесното е, не треба никого да барате, нема тамо врски, нема познаници. Политичка позадина. Политичка па никако, значи те наоѓаат сами. Буквално сами, може звучи неточно, меѓутоа јас кога почнав, го кажав тоа и минатиот пат, кога почнав со фотографијата, гледав едно интервју еден директор на National Geographic. Го прашава исто прашање, што треба да направи еден фотограф да се најде на вашите страници. И он рече не треба ништо да направи. Како вика не треба ништо да направи? Не треба ништо да направи, ние ќе го најдеме. И јас пред 20 години викам, ова е небулоза, како ќе ме најдат се они мене, ја у Скопје. Од Македонија? Да, у Македонија, у Скопје, у Золошката ќе ме најдат. Меѓутоа после 20 години и после толку интервјуа за светските медиуми сватив дека тоа е вистината. Ако имаш добар продукт, односно добра фотографија, светска фотографија, ја не сум се јавил никаде, не сум пишал никаде. Сите ме бараат, секојдневно добивам мејлови за интервјуа и за објавување на моите фотографии. Настрана од фотографирањето на она што значи живот, го фотографирате и животот во вистинска смисла на зборот кога се раѓа. Да. Во приватна поликлиника, каде што секако со дозвола на мајка го правите тоа и на целото семејство. Да. Какво е чувството? Па чувството од овде сите што седиме на масата, може само докторот да го каже. Затоа што оне секојдневно претпоставувам се соочува со тоа, за него е нормално. Он е од другата страна, јас сум од другата страна, меѓутоа за мене нешто поемотивно во фотографијата не постои. Исто и за животните кои се раѓаат, меѓутоа децата кои се раѓаат. Па поготово сведок сум на деца кои што се веќе станати 13-15 години, почнале средно училиште, а јас сум го сликал кога излегувал од стомакот. Тоа е нешто најемотивно што постои за мене во фотографијата. Доктор Калчовски, може да се надоврзате на темава, но прво би ве прашала како одбравте ваша професија да е гинекологијата? Тоа секако има големо влијание мојот татко кој што е гинеколог години, така да некако нормално, тоа е
нормално. Секако мора да има љубов, како што кажа Роберт, значи мора работата, јас сметам дека мора да ја сакаш работата, независно каква е да е работата, мора да има одредена љубов. Колку да станува во одредени моменти монотона, колку да станува некогаш и многу тешка, мора работата да се сака. Мене пак ја кажам, има секојдневни комуникации и тоа некако природно надојде да продолжам во медицината, подоцна и во гинекологијата. Чинот на порадување, кога веќе со Горан го споменавме, колку од ваши раце бебиња во чинот на порадување и сте имале ли некоја случка која сакате да ја споделите? Во принцип, да, јас сум 10 години специјалист, имало порадување секако. Знаете како, самиот чин, ние како кажуваме, самата жена во принцип е таа самата која што се пораѓа. Тука е докторот кој што проценува дали е тоа добро се движи самиот чин на породување, секако тука се акушерките кои имаат огромно влијание и улога во целиот чин на породување, така да не е само докторот, но секако е битно присуството за се процени на кој начин и како начин се движи целата таа постапка, но најбитно е, значи, како што рече Роберт, значи најбитна е комуникацијата и најбитно припремата на самата пациентка во целиот начин. Од случаи има безброј, има различни случаи, значи една работа што секогаш ми останала, ја спомнавме и пред кратко, најтешко е кога соработаш, односно пациент е некој многу близок. Тоа е некој некако останато и тоа е така останато некои работи, дури моите деца кога се породуваат, нормално јас не бев. Вие породувате вашата супруга? Не, јас бев на страна во тој случај, но кога се некои блиски, многу блиски другари, познаници, роднини, тука си, но секогаш е така. Малце почудно тој момент кога се случува. Зошто? Зашто секогаш кога е за најблизок оди нешто по погрешен правец. Да, дефинитивно одговорност на кога некого го знаеш, иако секојдневно ти ја работиш таа работа, тука не е никаква промена, но кога со некого веќе го знаеш во приватноста многу поблизок и по други работи, некако останува тој момент малце самата ситуација, но пак ќе кажам, секако искуството и самата работа те тера работите ги тераш постојано, но ете од случаите се тие некои така поинтересни кога имаш некој близок, па се трудиш маце да на некои работи дополнително да помогнеш, но секако чинот на крај кој ќе се заврши добро, сите сме стрекни. Така. Мене оно што ме интересира во последно време како да стана мода, сега мода во наводници, царскиот рез. Жените кои што, односно трудниците и природно и нормално да се плашат од чинот на породување, но го закажуваат царскиот рез само и само поради стравот од породувањето. Каков е вашиот став? Целосно погрешно за мене, целосно погрешна перцепција. Значи самиот чин на царски рез е интервенција која е операција, значи која што нормално ние сите изведуваме, мислам секој гинеколог кој што работи во болнички услови, кај што има родилиште изведува. Но самиот чин мора жените да знаат дека е операција, значи не е тоа нешто што би требало да има сам некој да посакува. Значи ја тоа најчесто кога комуницирам со моите пациенти ги прашувам дали вие ако некој ве праша на улица или сакате да се оперирате и ќе одлучите да сакам да ме оперира за било што. Сега така што рековте вие, најчестиот страв од болката при спонтанното породување е нешто на што се одлучуваат жените многу поедноставно да се одлучат за царски рез, но самиот царски рез, како што реков, е операција која што има изречити во медицината индикации кога би се поставил и кога би се направил. Јас сум убеден не постои доктор гинеколог кој што би бил независно и прв пат да се сретне со пациентката, не би одлучил да ја изоперира ако стварно се исполните тие индикации, има потреба од тој чин да се направи. Но мора да се работи со пациентите, мислам, во нашата клиника има почнува повторно да се обновува таа психофизичка школа, каде што се разговара со трудниците за самиот чин на породување, дека е природен чин и треба едноставно да се разговара многу околу таа тема и секако тука си тие да ги речеме безболни породувања, локални анестезии кои што се аплицираат, кои што секако би помогнале во самиот чин на породување и би останало спонтанното породување како примарен избор. Царскиот рез, пак ќе кажам, никој не бега од тој начин на завршување на раѓањето, но само по индикација на желба е по мене лично мислам дека е погрешно. Симпатична терминологија, безболно породување, доктор Калчовски, но некако ништо во животот како да нема безболно. Кога сме кај емоциите, Ана, остававме еден тежок период зад нас.
не само за она случување кое што го имавме во текот на оваа недела, но многу случувања кои ќе одбележат нашата татковина. Па со вас сакам да разговараме на верувам дека и вие ги следите и нашите колеги од информативната програма самоубиства, убиства. Како вие како коуч може да помогнете токму на оваа тема, на тематика и проблематика? Од малку ведро на малку емотивно, но тоа е утринската. Така и животот. И не можеме да го одбегнуваме, не смееме да дозволиме одговорноста да не го одбегнуваме, туку да го погледнеме право во очи, да се погледнеме сите себе сами во очи и што е она што ни се случува. Секако дека следам, сакам да сум внимателна, да зборуваме со доволна почит кон жртвите, за да изразиме сочувство до нивните семејства, сите оние кои што ги сакале и кои што ќе им недостасуваат. Меѓутоа, апсолутно мораме да зборуваме и за тоа што не се случува како општество. Затоа што не само сега не смееме да го заборавиме, ние имаме марш во недела, така е 8 март. Меѓутоа, што правиме со тоа? Ако малку одзумираме наназад, мислам дека коренот ќе го најдеме во тоа што ни влада една малодушност кон нашата одговорност кон улогите кои што ги превземаме во општеството како возрастни луѓе, нели тоа и направи возрастни кога превземаш одговорност за улогата која што ти е дадена. Двајцата соговорници и Горан и докторот зборуваа за тоа, за професијата, за важноста, за колку е важно етички да ја извршуваме, колку е важно достоинствено да не го избегнуваме тој збор, достоинствено да ја извршуваме таа наша професија, затоа што она што мислам дека гледаме дека се случува е вртење на главата на друга страна, дека тоа не е мој проблем, за нешто за кое што ние самите сме се одредиле, сме го одбрале и сме се согласиле да го правиме и работиме. И да се вратам на твоето прашање, коучингот и психотерапијата и сето она кое што помага во развој на свесноста на општеството. Мислам дека и такако ни е потребна за да продолжиме да се обидуваме да изградиме свесно општество. Ќе дозволам песимизмот, иако јас сум непоправлив, пакосен оптимист, меѓутоа ќе дозволам сега во овие денови песимизмот да надвладае, затоа што тоа е оној понекогаш и кој што не држи на будност, нели, да внимаваме што правиме. Прашањето е дали ние успеваме да креираме свесно општество современо кое што кон кое што целиме, како што сакаме себе си да се нарекуваме. Пошто од една страна и не е ова, не сакам да биде разговор криви се институциите, сите ние сме криви, пошто институциите се луѓе, мора да постои одговорност за сите нас. Од една страна, меѓутоа и од друга страна, за сите оние сме сите ние одговорни кога почувствувале дека не можат да го видат патот, дека немаат излез. Тоа е одговорноста на едно современо општество. Затоа и се организираме во општества, да кога ти сам не можеш да го видиш, да има некој кој што ќе ти подаде рака. Ќе ти подаде рака и ќе ти го покаже. Затоа и се организираме, нели? Впрочем, така, затоа и правиме општество, затоа и правиме заедници, затоа и правиме систем на поддршка. Така што нека ова биде последен аларм за сите нас, да сите видиме каде е нашата одговорност, како ја превземаме улогата како возрастни луѓе, како професионалци, како луѓе на крајот на денот и како се однесуваме кон се она што е околу нас. Затоа што она што мислиме дека денеска нас не надопира, веќе утре доаѓа на нашата врата. Споменавте многу клучни зборови, етика и достоинство. Па, доктор Калчовски, колку ова постои во вашата професија? Мора да постои, мислам, и секако дека постои. Ова кажа Ана особено за достоинството, мислам, етичноста е секако, мислам, дел од нашата професија, каде што мора да се размислува во тој правец. Иако, пак ќе кажам, како што споменавме, и ние сме нели луѓе и некогаш се случуваат одредени работи, промени, но секогаш се трудиме, секако верувам и зборам и за сите мои колеги, се трудиме
доследно да ја завршиме нашата работа. Но пред се тоа е наша професија која што работиме. Значи ние сепак сме и луѓе и во домашниот живот и во приватниот живот кои што нели се случуваат секакви промени и не допираат сите и информации, вести и останати работи што се случуваат околу нас. Но кога се работи за професијата, верувам секој од нас, конкретно и во нашата професија, се трудиме најсоодветно и достоинствено, како што кажа Ана, дека се трудиме да ја завршиме нашата работа. Горан, колку ова во вашата професија се почитува и постои? И етиката и достоинството. Сите знаеме фотографот каква улога има на терен. Па, колку што пратам јас, пратам доволно, мислам дека не се почитува. Во фотографијата, за жал, главно е да се прекрши етиката. Значи, тие фотографии стануваат највирални. А убавите фотографии, тоа што треба да биде уметност, тоа многу помалку станува вирално и помалку го гледат луѓето, затоа што луѓето сакаат да гледаат, за жал, пак ќе кажам, несреќа. И тоа што се покажува, што го прават одредени фотографии, нека е нас во целиот свет, значи тоа е главното. Ќе видите дека војните репортери се најголемите фотографи во светот. Тоа е нешто што луѓето го бараат. Тие не го прават за тоа што не го бараат. Луѓето го бараат, меѓутоа јас не се согласувам дека треба да го гледаат. Ако го бараат, не треба да го гледаат. Значи етика нема во фотографијата. Така. Тажно е што луѓето ги споменавте војните, но ајде да се навратиме на убавите работи. Фотографирате животни. И интересна, јасна, искрена порака. Ги сакате животните зашто го носат најчистото срце на планетата. Да. Да. Дел сте од зоолошката градина во Скопје, каде што ја направивте да изгледа светска, низ вашата фотографија. Подоцна ќе погледнеме некои од фотографиите. Так. Значи, ова е на истата тема, да кажеме, со етиката. Затворени, а сепак убави. Затворени, дали се затворени или не се затворени, сепак се животни. Така. И има многу пати прашања зошто ги сликаш сега затворени, не е убаво тоа. Тие животни биле и ќе бидат затворени. Не, по мене заслужуваат исто да ги видат луѓето како што се и тие во дивината. Така. Не е нивни проблем, не се тие виновни што се затворени. А не е ни мој проблем, па јас да ги изоставам нив, да сликам само во дивината и затоа ги фотографирам. И целта ми е да ги покажам убавите работи. А неубави работи секаде има. И во зоолошката, и во градот, и во владата има неубави работи, ако некој сака да ги прикаже. Јас не сакам да ги прикажувам тие работи, поготово затоа што мојата работа оди во светот. Значи е вирална, во светот се гледа. И сега јас самиот да си пукам во ногата, да покажам каде живеам и да ги покажам нашите недостатоци, не сум тој човек како прво, а второ фотограф. А иначе верувам дека повирални ќе бидат ако почнам да ги покажувам аномалиите на системот и на зоолошката и на било што. Кога сме кај влада, Ана, од една дистанца, бевте дел од владата на Република Македонија, дел како пиар на господинот Битики. Кога ќе се дистанцирате, што ова ве научи? Влада е едно ролер костер животно искуство. Им го препорачувам само на жилавите. На најхрабрите. На жилавите. Храбри и малку луди. Работев советник за комуникации во кабинетот на тогаш вице-премиерот за економски прашања Битики. Меѓутоа сум работела и други позиции. Сега работев и за министерот за европски прашања. Од оваа дистанца, сметам дека кога си повикан да служиш, мораш да се одважиш и да служиш. Тоа ни е одговорност на сите нас. Знаеш дека претходно работев 10 години јавна професија која што беше во радио, која што беше ток-шоу, каде што едно од најпопуларните радиски емисии, Петар, за појадок и пауза, на оние што се сеќаваат на истата, да ги подсетиме и навратиме, утрински ги будевте луѓето со најразлични разговори, случки, дебати, теми кои што никој нема да ги отвори, теми кои што секогаш некако ги поттурнувавме како табу теми. Се смееме сега, инаку веќе
следната година ќе се 20 години откако беше емитувана првата емисија на Петар за поедок и пауза, значи сум остарала во целиот мој. Ма не стари, Кога сме кај радиото, моето прво јавно појавување, точно пред 20 години, и се зачудив кога ме викна новинарката Камелија Шојлевска на полноќна програма во македонското радио. Да. Тоа И е викам, многу добра викам, програма. како јас сега фотографии треба да покажам на радио, како ти дојди, ние ќе отвориме на интернет твојот сајт и ќе ги раскажуваме. Ова е Орел, гледате тука, вие отворете си. И ми беше чудно, меѓутоа тоа е моето прво појавување пред 20 години во медиум во радио. Радиото е магија. За мене е си уште најубавиот. Мислам, таму музика и фантазија победуваат, затоа што или имаш фантазија за да задржиш внимание, затоа што нема гестикулација, нема убав си, нема како си облечен, туку само фантазијата и музиката. И сега се смееме дека тоа беше можеби првиот подкаст пред 20 години. Тоа беше се. Беше значи, подкаст, да имаше затоа што беше да ток. постоеше TikTok, да беа вирални сите оние немаше платформи тоа, кои што денеска вие мислам дека ќе го доживеевте бумот кој што денеска го прават некои на некој. Ајде да не ги коментираме начините, но бевте предвестник на нешто што доаѓа. Не певана дали би се вратила сега, што вели Александра, сега на TikTok дали би отишла со ваква емисија на Инстаграм, Јас се обидувам да ги користам социјалните мрежи, меѓутоа имам постојан конфликт со нив, мислам дека тоа е сите нас кои што сме роден 1800 и некоја. Меѓутоа, да се навратам на она што го зборував, значи, откако 10 години, затоа што да, беше забавна, ток-шоу беше, меѓутоа, ние никогаш не певме неми за општествените случувања, тоа што ни се случува, не само го пренесувавме, туку го коментиравме од тоа како ние го наблюдуваме. Така што кога дојде поканата да служам, јас не можев да кажам не, заради тоа што не можеш само постојано да седиш и да коментираш, туку веќе кога имаш шанса мора и да промениш и да сработиш. Дали колку во тоа е успешно или не, тоа нели времето, историјата покажува, нешто е успешно, нешто не е успешно. Меѓутоа е апсолутно искуство да видиш од внатре како работи, така што затоа и сега сум од првото прашање сум воздржана. Јас разбирам сега веќе како функционираат институциите од внатре и каде паѓа одговорноста и што се случува. Меѓутоа е важно и сега многу ми помага во моето работење како коуч и психотерапевт да разберам како се развива нешто од почеток до крај, колку е долг патот додека ние го видиме на медиуми и да го искомуницираме. Така што тоа е едно животно вака искуство и ја никогаш кога ќе се свртам се викам Ана, кога се ова? Колку од несериозните разговори седнавте на столче и сега сериозно ја превземавте улогата? Колку тоа преминот од нешто некого да забавувате до некого да му служите беше тешко? Јас мислам дека тие две работи не се исклучени. Го има хуморот и во влада, но на еден поинаков саркастичен начин за граѓаните. Го има секаде, за да можеш да креираш хумор, мора многу добро да разбираш каде е изворот, затоа што така се креира наратив и тоа после тоа помага во комуникацiji. А сега хуморот, јас мислам дека е лечебен. Ме праша за радиоемисија, со Маја дискутираме да направиме некоја форма која што ќе се вика хуморот лечи сериозно. Огромен поздрав до Маја, која исто ни беше дел од оваа емисија и која е брилијантна во тоа што се уште го прави. Апсолутно, само што сега сите оставивме сама да го прави, така што ја носи тежината на тројца. Во менопауза и појадок, нешто така мислам дека. Да. Меѓутоа и како хуморот мислам дека е важен, прво заради тоа што низ хумор може многу вистина да се долови, која што е многу полесна за слушање. Низ хумор сите ние се лечиме, низ хумор сите ние полесно преживуваме некои работи. Ако секој од нас си го најде собствениот хумор, е
според мене непробоен, нели може да се избори се. Да се минат поедноставно работите. Кога сме кај лекот и кај случувањата, доктор Калчовски, некако би се наметнало прашањето, бидејќи сте дел од поликлиника која што ја отвара новата етапа, инвитро оплодувањето, кој за жал на многу брачни парови им се помош и поддршка во реализирањето на родители, на план родители. Да, зошто се почесто ни се појавува потребата на овој процес? Самиот начин на живот си го диктира темпото, всушност на останатите работи, вклучувајќи го тоа. Има многу различни кажеме насоки од зашто е зголемена бројката на пациенти кои што влегуваат во таа епизода, да речеме, инвитро протокол, инвитро циклус, но на некој начин неколку од варијантите кои што се очигледние пред се прво годините во кои што родителите планираат своја фамилија. Тоа е еден од фактите, сите не е јасно, тоа е безброј пати кажано дека годините се секако главен фактор и еден мислам услов во однос на, да речеме, процентот за забременување. Тоа е, мислам, тоа е како што кажавме, значи начин на живот, секој лично одлучува што ќе прави со својот живот, секако дека времињата, како што кажана, не се сигурно како пред 20, како пред 30 години, денеска се сменити работите и секако голем број на испитувања и анализи кои што денеска се достапни, кои што порано не биле достапни и така да сега можностите кои што ние почнуваме да испитуваме уште пред воопшто за започне со планирање на фамилијата искачаат нормално различни резултати, позитивни и негативни. И така да, тие се два битни моменти по мене зашто бројот на инвитро циклусите нормално секојдневно се зголемува и драстично е зголемен во однос на минатото. Така, кога треба да се вклучи алармот дека е потребен овој процес да се започне? Тоа е секако лично, нели, секој треба да знае, но да речеме, генерално како проаѓаат годините, секако дека шансите се намалуваат. Покрај, значи, природниот циклус кај обата родители, иако, да речеме, кај мажот не е толку драстично врзан со годините, но секако има влијание. Мажите не стареат, секако дека стареат, но да речеме драстично не е толку или директно не е толку врзан со годините, но секако дека годините кај мажот имаат улога, бидејќи самата постапка на инвитро не е баш така едноставна, сепак треба време, треба да има разбирање, треба да има време за секој тој преглед, за секој процес во кој што ќе се пројде, но за жал кај жената дефинитивно годините се директно врзани, но и испитувањата кои што ги правиме и кај мажот сега се толку да речеме унапредени, затоа можеме да откриеме одредени работи, бидејќи знаете како за постанување на бременост е пола-пола, значи ние така ги гледаме работите, 50% е мажот, 50% е жената. За среќа машка е што кај испитувањата се многу поедноставни кај мажот, тоа е факт, но кај жената имаме многу по-детални анализи кои што треба да ги правиме. А кога треба да почнат, тоа е веќе стварно индивидуално прашање. Да речеме, не знам, ние имаме секојдневно разговори со пациенти во амбулантите. Се трудам најчесто да не биде првото прашање колку години имате, бидејќи тоа најчесто нели е така по-тешко го прифаќаме секој од нас. Но генерално доколку сите работи се во ред, да кажеме, и доколку они веќе почнале да се обидуваат и пак ќе кажам од секојдневната пракса, чим веќе пациентите, а најчесто и пар, ако дојдат, значи земат од своето слободно време, дојдат на гинеколог, почнат да разговараат, значи веќе они влезени се во психичка состојба каде што бараат одредена помош и на тој начин се трудиме да им помогнеме побрзо. Значи некои од постапките кои што водат према инвитрото на некој начин да ги убрзаат. Тоа секако, знаете, не се случува од денеска за утре, потребно е време, потребно се менструални циклуси, потребни се испитувања и некои работи, така да не е тоа баш секојдневно и во секој момент да може да се направи. И затоа, али во зависност од одредените овие фактори, се трудиме на некој начин малце да ги убрзаме, доколку нормално, ако има некоја индикација, тогаш може би многу побрзо да се направат. Ја споминавте психичката состојба кај пациентите. Јас познавам барам 2-3 пара кои што се одлучиле на инвитро
но во текот на спремањето на тоа инвитро пак забременила жената природно. Така е. Колку Да, тоа е многу често, мислам многу често се случува. Да, знам Дефинитивно јас се случува. парови кои што навистина дека трае тој процес, они пак природно забременале. Вие ќе видите, имате женски стерилитет каде што имаме евидентен, да речеме, факторот кај жените. Имаме машки стерилитет кој што е евидентен, имаме факторот кај мажот, но имаме така наречен идиопатски каде што точно не знаеме, сите резултати се добри, ние не знаеме точно каде и се можеме направиме безброј анализи, детални анализи, каде што можеме евидентно да најдеме одреден проблем, одреден фактор, но генерално тоа е и финансиски ги исцрпува пациентите и временски ги исцрпува и така да на некој начин предлагаме, како што напоменав, да започнеме со одредени анализи и да влезат во таа постапка доколку се исцрпени сите фактори, да влезат во постапка за инвитро. Но кога психички најчесто они ќе се растеретат од целата таа да речеме секако тука е меѓусебна комуникација, но и општествена, значи и средината, кога ќе се растретат, кој речат еве добро, еве сега почнуваме, се случува бременост. Така да тоа е психологија. Да, дефинитивно најбола. Но Горан би се навратила на вас, создавате фотографии кои минуваат границата меѓу уметност и психологија. Имате ретка способност да ја прочитате личноста на секој животно, но дали тоа ви успева кај луѓето? Кај луѓето не. Никако. Секој може да ја процени, да не речам скоро секоја постапка на животното. Со време, се учи животното, значи тие се стандардни постапки за еден животински вид. Сте били во кафе со диви животни, Сум бил, за да ги фотографирате? Да, со леопарди сум бил. Да. Зошто? Се родија мали леопардчиња, возрастните беа трнати на страна, се разбереме. Да не се разбереме. Не беа до толку. Но и малите се големи кога зборуваме за леопардите. Јас кога ги видов, реков немам проблем, влегувам затоа што беа 1,5 кило. И реков малецки мачиња, влегувам. Кога испуштија глас и кога ги видов шапите колкави им се здрвив. Али веќе беше касно и веќе бев внатре и морав да сликам. Така да животното може да се предпостави секоја постапка на животното. А на човекот, јас барем не можам на секој човек, да не речам скоро и на никој, не можам да предпоставам што можам и од кого да очекувам од човекот. Ја направивте најубавата фотографија од животните кои веќе ги немаме за жал во зоолошката градина. Тоа се жирафите, заедно со господинот Ристе. Фотографија која го обиколи светот. Љубовта која има меѓусебно, успеавте да ја доловите. Што за вас тоа значи? Значи, со годините после трагичниот настан, сваќам колку била голема приказната и предходно. Значи, јас пред да се случи трагичниот настан, може едно 4-5 години, да не речам еднаш месечно, обавезно се слушавме со Ристе и ме викаше дојди сега ќе правиме тоа, ќе правиме ова, ќе сликаме вака, ќе сликаме така и јас бев воодушевен. Веќе тогаш фотографиите го обиколија светот. За блискоста, љубовта меѓу едни џинови и еден човек. Тоа не беше лажно. Немаше ништо лажно. Ништо немаше тука лажно. И уште од тогаш почна. Меѓутоа, откако се случи несреќата, значи откако почина во исти ден, веќе 2,5 години има поминато од тогаш, ви кажувам дека секој ден, секојдневно имам од светските медиуми по 1, 2, некогаш 5 барања да се објави. Јас им кажувам дека веќе помината, таа приказна велат дека не поминува. Така. И се претвори од најубавата приказна од Македонија во една од најтажните. Така. Ви благодарам за фотографиите и ви благодарам што сте тука со нас. Но и на гледачите треба да бидат во огромен број од другата страна, затоа што имаме уште многу што да споделиме. Не само за фотографијата, емоциите или за раѓањето на нов живот, туку и фотографии кои ќе ги погледнете од нашите соговорници кога ако не по рекламите.